Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Вице-премиерот Арбен Фетаи и поранешниот министер за информатичко општество Азир Алиу со ново крило остануваат во вреди. Информацијата попладнево и официјално ја објавија на пресконференција. Освен што добиле поддршка од претеничката МУСА, велат дека им се приклучил и подмладокот на партијата. Арбен Фетаи и Азир Алиу ке предводат ново крило на Алијанса за албанците, која останува дел од вреди и владата. Таравари останува без до вчерашните најблиски соработници по одлуката да оди во опозиција и да соработува со ДУИ. Фетаи и Алиу велат дека одлуката да останат во вреди ја донеле по повеќе месечни средби со членството, кое според нив им ја дало довербата за да расчистат со криминалите на претходната власт. Ние ќе продолжиме таму кај што бевме, значи ја бевме во Влен. Ние продолжуваме во Влен како структура организирана во Влен. Со истите луѓе, вие ги гледате тука, има дел од луѓето во кои што одлучија да не бидат дел од владата и да одат заедно со ДУИ во опозиција. Веќе реално опозицијата е полесна за недавање на отчет и секогаш пред избори очигледно ни се повторува да бидеме опозиција за да биде полесно после барање на бројки. Дали Азир Алиу ќе биде и нов предлог на вреди за министер за здравство ќе се решава во текот на следната недела. Се уште не е разговарано на таа тема, најверојатно деновите, бидејќи во овој период ние бевме многу активни, како што рековме во нашиот текст, секогаш крајниот збор го има граѓанинот и ние бевме на терен за да ги консултираме за хаосот во кој што се случи во нашата партија. Иако без конкретна бројка, Фетаи и Алиу тврдат дека зад нив стои поголем дел од членството на Алијанса. Доверба добие од претеничката МУСА и од партискиот подмладок. За сега нема промени во претеничкиот состав. Таравари во собранието раководи со тројца, а вреди со 11 претеници. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Арбен Таравари со кратка објава на социјалните мрежи реагираше на денешната пресконференција. Анксиозноста е нелошото чувство што човек може да го доживее, особено кога е измешано со вина. Продолжуваме уште посмирено и посигурно од кога било кон победата во октомври, која е блиску, многу блиску, напиша Таравари на Facebook. Во тема на денот за случувањата во вреди разговарав со Имер Селмани. Тој оценува дека по сето ова Изет Медџити е во предност и се позиционира како лидер на коалицијата. За него останува нејасно делувањето на Таравари и позиционирањето во опозиција во овој момент. Еве дел од разговорот. Ако гледаме, значи, одвоено сега како доби во вредност, секако во вредност во самата вреди доби според мене вице-премиерот Изет Медџити, кој што има поконсолидирана партиска структура и кој што некако, ако имаше некој дуализам, кој што во последните месеци го гледавме помеѓу Арбен Таравари и Изет Медџити, не само во изјавите, туку и во надпреворот, кој ќе биде лидерот или евентуално идниот лидер на вреди, не само на хартија, туку суштински, да кажеме, менувач на работите, односно реформатор во општеството. Мислам дека Изет тука доби подобар терен. Ќе видиме како тој терен ќе го искористи, затоа што само е почеток на промените и случувањата кои што се случуваат во вреди. Ако Арбен Таравари има јасна визија за тоа како ќе функционира во опозиција, може нешто да од опозиција, да кажеме, од позиција на опозиција профитира. Меѓутоа, знаете, во политиката сите чинители и политичките партии кога се создаваат да бидат дел од власта. Зашто? Затоа што преку учество во власта се менуваат работите. Вие едноставно може да донесете добри закони, да донесете добри одлуки, да ги упростите постапките во јавната администрација или судството кое што ни е слаба алка во последните неколку години да се реформира ако бидете дел од власта. Некако прибегнувањето кон опозиција малку е чудно. Власта го одби повикот за лидерско уште пред да го слушне предлогот од Филипче. Од ВМРО најавила дека лидерот на СДСМ не треба да ги користи овие средби за кривање на личниот рейтинг. Но ова не значи ништо за СДСМ, оттаму остануваат на најавата од Филипче дека утре ќе ги објави деталите со кои, како што велат, делуваат како конструктивна опозиција.
ВМРО-ДПМН го одби повикот на Филипче за лидерска средба. Првенствено би сакале Венко Филипче да не ги користи приликите за лидерска средба за да си го крева рейтингот. Лидерска средба имаше само пред еден месец и сметаме дека нема потреба за истото. Доколку Филипче сака да си прави средби со своите коалициони партнери, може да го направи тоа со Али Ахмети, со Таравари или со Димча Пасиев, бидејќи тие се исти луѓе со исти вредности. Филипче вчера од Охрид најави дека утре на Националниот совет за евроинтеграција со кој председава ќе предложи конкретна агенда составена од, како што рече, најважните точки поврзани со реформскиот пат и националните интереси за кои според него најголемите политички партии треба да разговараат на лидерска средба. Од СДСМ велат дека не се откажуваат, повторуваат дека Филипче утре ќе излезе со свои предлози во духот на идејата да се биде конструктивна опозиција. Да подсетиме дека досега СДСМ дефинитивно како конструктивна опозиција учествувала со конкретни предлози и претходно, секако сакајки да се работи заедно за општото добро на граѓаните. Дел од тие предлози наишле на негодување, односно неприфаќање, дел од предлозите се уште немаат одговор, но тоа не значи дека тука ќе престанеме како конструктивна опозиција. СДСМ останува посветена на напредокот на државата, секако во интерес на граѓаните и останува посветена секако со предлози по однос на реформската агенда, за која секако очекуваме ангажман од сите политички партии. Филипче и Мицкоски имаа заедничка средба на почетокот на минатиот месец. Тогаш договорија работни групи да работат на повеќе законски решенија кои се дел од реформската агенда. Меѓу нив беше и законот за енергетика, за кој од СДСМ тврдат дека и покрај конструктивната атмосфера, владата во последен момент со амандмани го изменила во спротивност на европските вредности. На крајот на минатиот месец првата средба ја одржи работната група за реформи во правосудството. Од СДСМ велат дека ги дале своите предлози, но се уште не добиле одговор, обвинувајќи го министерот за правда дека доцни со овие реформи. Тој пак објасни дека неколку закони се веќе поставени на ЕНЕР системот, додека во финална фаза на подготовка се уште 13 законски решенија. Александар Спасовски, Сител телевизија. Позитивни очекувања од председателката за евроинтеграциите, Австрија е подготвена да разговараме за изнаоѓање креативно решение со Бугарија, вели Силјановска во интервју за Радио Слободна Европа. Австрија смета дека во моментов најважното нешто за ЕУ е политиката на проширување да се спроведе, дека има разбирање и за аспирациите на Украина и Молдавија, но дека има поголемо разбирање за Западен Балкан и тогаш рече дека еве, јас ви предочувам дека Австрија е спремна да разговараме за наоѓање некое креативно решение заедно со бугарите. Дали или Австрија може да ја контактирала? Јас не можам, не знам, значи сигурно дека штом предлага министерката или го сторила тоа, или ќе го стори тоа. На истата линија беше и коментарот на председателот на Советот, бидејќи на Европскиот совет, бидејќи и тој рече дека најпрво го оцени нашиот предлог како добро решение за одложено дејство на уставните измени, но рече дека не наишол предлогот на разбирање во соседството, но исто напомена дека спремен е, изразува спремност за разговори меѓу нас тројцата, меѓу председателот на Бугарија, тој и јас. И тоа е креативно. Аматорски забави во клубови без лиценци, спортски победи се слават со прскалки во затворен простор. Граѓаните алармираат и прашуваат дали се почитува законот на само 2 месеци по трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Пиротехниката не излегува од мода. Прскалките кои предизвикаа трагедија во Кочани употребени во спортска сала за одбележување на победата на кошаркарскиот клуб Маџари. На видеото објавено од клубот, освен конфети се гледаат и 3 пиротехнички прскалки, иако нивната употреба е веќе забранета и со закон. Недозволеното користење се казнува со глоби од 250 евра за физичко и до 10.000 евра за правно лице.
Од МВР велат, организаторот на спортскиот настан на кој се користела пиротехниката ќе заработи прекршочна пријава. Констатирано е дека организаторот нема пријавено до МВР користење пиротехника согласно закон за пиротехника. СВР Скопје го повика организаторот, при што ќе му биде поднесен прекршок согласно новиот закон за користење на пиротехника. Министерството за спорт апелира до спортските клубови да ги почитуваат законите и да се воздржат од недозволена употреба на пиротехника за време на спортските настани. Треба сите да бидеме одговорни и да бидеме свесни дека секој од нас имаме одговорност после големата трагедија што се случи во Кочани, така да еден апел да до сите оние спортски екипи, федерации да обратат внимание. Ние ќе имаме и состанок координативен со сите председатели на федерациите да им го кажеме ова, да упатат апел и тие писмен до сите клубови и верувам дека ова ненамерна можеби грешка нема да се повтори. Во меѓувреме, матурските прослави натераат дел од ноќните клубови кои ги изгубија лиценците за работа по пожарот во Пулс на диво да ги отворат вратите за гости. Родители на матуранти сведочат дека плаќале од 4.500 до 15.000 денари за резервација во неколку скопски дискотеки. Во објектите влегла и полицијата со надлежни инспектори, па повторно ги затвориле. Ќе заработат и казни. На територијата на СВР Скопје во периодот од 1 јануари до 22 мај извршени се акцијски контроли во повеќе од 60 угостителски објекти во координација со Државен пазарен инспекторат, Управата за јавни приходи, како и со Трудовата инспекција и Дирекцијата за заштита и спасување. За веќе констатираните прекршувања се водат соодветни постапки. По трагедијата во Кочани, во која загинаа 62 лица, најголем дел од ноќните клубови во Македонија беа затворени. Во Скопје лиценца за работа поседуваат само 2 објекти. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Делегацијата на Европската Унија организираше хуманитарна трка за помош на погодените од трагедијата во Кочани. 3000 граѓани учествуваа во трката која се одржа во 7 градови низ државата. The healing process is going to be long and very difficult, especially for the families. But what we try to do here is to bring all nations together in 7 towns, and I have to say that the solidarity has been extraordinary. The weather is not our ally, but the determination is here. So many people already for the 5,000 run. We expect more for the 10,000. So we try to bring a strong message of solidarity. We are here and we are not going to forget, and we will try to support them all the way. Полската амбасада ја вклучи Македонија во својата богата програма како дел од културната презентација на полското председателство со Европската Унија. Вечерва официјално беше отворен муралот на зградата на МКЦ од полскиот автор Пшемислав Блежник. Ова, како што вели амбасадорот Бримора, ќе биде вечна потврда на поддршката од Полска за македонските EU интеграции. We know the ambitions of North Macedonia to enter the European Union, so we wanted to mark our presence here in Skopje, and we are very pleased that we can do it not only through musical concerts and events that are last one evening, but also through an installation like this, which will remain here forever and will be a lasting reminder of Polish presidency of the EU Council of 2025. This simply shows our support for Macedonian ambitions to become part of the European family. А за европските вредности во спортот најмногу зборува однесувањето на председателот на грчки АЕК, кој не дозволува да се одигра вечерашниот надпревар со Алкалуид во Скопје. Реванш над преварот од финалето на Европската лига помеѓу Алкалуид и АЕК, што беше закажан во 20 часот во спортскиот центар Борис Трајковски, до овој момент се уште не е започнат и според неофицијални информации одложен. Причина за тоа е тоа што председателот на грчкиот тим не дозволува играчите на АЕК да излезат на терен и да го одиграат над преварот. Според информациите од грчкиот клуб, тие барале мечот да започне кога